Урбани вести на Прва Скопска, добре дојдовте. За 2 години ќе заврши проектот Скопје-Велоград и целиот град ќе биде поврзан со велосипедски патеки. Ова е веста на денот, а во продолжение следува генералната најава. Велосипедските рути 1 и 2 се поврзаа со кејот на Вардар преку новата велосипедска патека. Пристигнати 110 барања за бесплатен приклучок на централно грејење во Скопје. Листите на чекање во градинките ќе станат минато во Газибаба. Продолжен рокот и олеснети критериумите за парична помош за првачиња во аеродром. Статуа фест на 14 и 15 септември во Скопје. Велосипедските рути 1 и 2 се поврзаа со кејот на Вардар откако заврши изградбата на велосипедската патека од мостот кај Александар Палас до улица Варшавска. Градоначалникот Шилегов очекува дека за 2 години ќе биде завршен проектот Скопје-Велоград, со што целиот град ќе биде поврзан со велосипедски патеки. Заврши изградбата на новата велосипедска и пешачка патека на булеварот 8 септември, која се протега од мостот кај хотелот Александар Палас до улицата Варшавска во Тафталиџе. Патеката е во должина од 1200 метри и ширина 2,5 метри и ги поврзува постојните велосипедски рути 1 и 2 со кејот на Вардар. Велосипедската патека е дел од така наречениот Конектор 5, кој по завршувањето на новата изградба во вкупна должина од 2044 метри, предвидено е да ги поврзува рутите 1, 2 и 3 и да се протега по должина на целиот булевар, поточно од крстосницата со булевар Митрополите од Осиј Голуганов до крстосницата со улицата Скупи. За изградбата на велосипедската и пешачката патека досега се потрошени 15 милиони денари. На дел од оваа патека се вршат и експериментални мерења за температурата на асфалтот и заради тоа тој дел од патеката е обоен со бела боја. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов рече дека проектот Скопје-Велоград го враќа на врвот на листата на приоритети. Со поврзувањето на трите главни рути во Скопје со кејот на Вардар, граѓаните на Карпош и останатите граѓани кои што живеат во овој дел од градот ќе може побрзо да стасаат со велосипед до своите домови, работни места или онаму каде што имаат појдено. По должина на патиките постои дрворед кој што ќе ги прави овие патеки исклучително поволни за движење на велосипедистите и пешаците, а дополнително ќе се овозможи пешачката патека во иднина да се користи и како шеталиште. За таа цел предвидовме и поставување на клупи и корпи за отпадоци по должина на целата оваа рута. Проектот Скопје-Велоград го враќаме на врвот на листата на приоритетите. Планираме да продолжиме со изградба на овие кратки патеки кои што ги поврзуваат постоечките главни велосипедски рути, а работиме и на создавање на услови за почнување на изградба на неизградените рути. Град Скопје интензивно работи на зголемување на одржливоста на урбаната мобилност во нашиот град. Покрај на оваа локација во моментов се работи на изградба на нови велосипедски патеки на повеќе локации низ градот со вкупна должина од над 5 километри. Новите патеки се градат на булевар Борис Трајковски, на улицата 11 октомври, на булевар Крсте Петков Мисирков и на улицата Буталска. Градоначалникот Шилегов очекува целиот проект Скопје-Велоград да биде завршен за околу 2 години. Оригинално како што бил замислен Скопје-Велоград требало да биде готово 2015 година. За жал, кога јас дојдов беше помалку 40% од вкупната рута завршена. Интензивно работиме во изминатиот период и во периодов кој што доаѓа пред нас да ги зголемиме тие рути, останува да го надминеме проблемот со четвртата рута во делот кај Чаир, како би можел цел град да имаме определена конекција. Јас очекувам дека во наредните 2 години ќе можеме во целост да го исполниме она што е зацртано како стартна позиција, иако најмалку 2 пати месечно се гледаме со невладините организации на точак и заеднички со нив и ги решаваме проблемите и ги дефинираме евентуално конекторите како што е овој денеска, кој што е во вкупна должина, како што реков, во моментов 1200, работиме на неговото продолжение и ќе изнесува околу 2 километри. Велосипедистите и неформалното здружение на Точак бараат општините да бидат со поголеми заложби за поддршка на здравиот транспорт во градот.
Како прв чекор во тоа е одбележувањето на Светскиот ден без автомобили на 22 септември. Тие предлагаат секоја општина во Скопје в сабота да затвори за автомобилски сообраќај една улица, но и да подготви програма и да организира активности за граѓаните. Неформалното здружение на Точак заедно со велосипедистите во градот бараат од општините поголеми заложби во поддршката на здравиот транспорт во градот. Тие од град Скопје и 8 општини во понеделникот побараа покривање на свеста за превоз што не вклучува автомобил, како неефикасен и штетен тип на превоз и поголеми напори насочени кон менувањето на моменталните транспортни навики. Како прв чекор во тоа е одбележувањето на Светскиот ден без автомобили на 22 септември. Многу градови ширум Европа ќе ги затворат своите улици за движење на автомобили за еден ден во септември, како дел од кампањата Ден без автомобили во рамки на Европската недела на мобилност, почнувајќи од 22 септември 2000 година, кога 760 градови ширум Европа го поддржаа организирањето на Ден без автомобили, секоја година учество земаат и нови градови, јасно покажувајќи дека започнуваат план кој ќе ги менува нивните градови во однос на транспортните политики. Денот без автомобили е ден кога се слави здравиот транспорт во еден град. На Точак предлага на секоја општина во Скопје на 22 септември в сабота да затвори за автомобилски сообраќај една улица, која е во надлежност на општината, но и да подготви програма и да организира активности за граѓаните, како со локални уметници, музичари, здруженија и слично, на таа улица во текот на денот, со што ќе ги мотивира да дојдат и да се задржат на улицата, за да ја доживеат на поинаков начин. Општина Газибаба ќе ги зголеми сместувачките капацитети во детските градинки. Градоначалникот Борис Георгиевски најави дека во септември ќе почне изградба на нова детска градинка во Стајковци, а постоечките објекти ќе бидат проширени. Општина Газибаба ќе почне со решавањето на долгогодишниот проблем на родителите за упис на децата во градинка. Долгите листи на чекање се честа тема меѓу родителите, но сето тоа ќе стане минато. Како што најави градоначалникот Борис Георгиевски, со ребалансот на буџетот ќе бидат наменети средства и за детските градинки. Како што изјави тој, дел од средствата ќе бидат наменети за зголемување на сместувачкиот капацитет во детските градинки. Градинката Детска радост во населбата Железара ќе добие плюс 3 нови групи, од кои 2 кои ќе работат во прва смена, а за прв пат една група ќе работи во втора смена. Додека во градинката 25 мај ќе бидат отворени 2 нови групи, а децата во Стајковци ќе добијат нова градинка со капацитет за 120 деца. Новата градинка во Стајковци, која е ветив на граѓаните, во септември ќе започне со градба, за што обезбедивме 15 милиони денара, а истата ќе има капацитет за 120 деца во 4 групи. Го зголемуваме капацитетот на градинката Морковче, лоцирана во Ирумлери, со изградба на нова занимална. Градоначалникот Георгиевски додаде дека на овој начин се решава проблемот со капацитет во градинките. Списоците за чекање место во градинките одат во историјата. Георгиевски додаде дека во наредниот период планирани се средства за изградба на 2 нови спортски сали во Основното училиште Вера Јоцик во Хиподром, како и во Основното училиште Кирил и Методи во Стајковци. Исто така планирани се 20 милиона денари за изградба на нов спортски центар Цреш во Стајковци, каде веќе почната е подготвителна фаза за изградба. Од општина Кисела Вода информираат дека се врши санација на детските градинки. Во овој период се работи на објектите во Драчево и Пржино, а понатаму санација на објектите ќе продолжи да се извршува и секаде каде што има потреба. Се санираат градинките на територија на општина Кисела Вода. Во објектот Зуница при градинката 8 март во Драчево се врши бетонирање на пукнатата покривна плоча и се вршат поправки на лимената конструкција на покривот. Се врши и санација на внатрешниот таван во градинката, како и санација на оштетени ѕидни површини. Во тоалетите се врши замена на вентили, на дотраени чешми, а се изведуваат и други поправки и се отстрануваат дефекти.
објекти. На објектот Пеперутка 1 во населбата Драчево се поправени плафоните на влезовите од направени штети предизвикани од поројните дождови. Градежни активности се одвивале и во објектот Пржино при градинката 8 март, каде во дел од градинката се извршила поправка на подната подлога, оштетена од поројни дождови пред да се изврши поправката на покривната конструкција. За време на санациите во објектите, децата се згрижени во други простории во нивните градинки, со цел да им се обезбеди побезбеден престој, соопшти општина Кисела Вода. Оттаму додаваат дека санација на воспитно-образовните објекти ќе продолжи да се врши и понатаму, секаде каде што има потреба. Од општина Аеродром информираа дека рокот за пријавување првачиња за еднократна парична помош од 3500 денари е продолжен до 15 септември. Покрај оваа одлука олеснети се и критериумите, така што е доволна лична карта на само еден од родителите. За оваа намена општината има издвоено околу 2.800.000 денари од сопствениот буџет за околу 800 првачиња. Рокот за пријавување првачиња за еднократна парична помош од 3500 денари што ги доделува општина Аеродром на првооделенчињата запишани во основните училишта на нејзина територија е продолжен до 15 септември, информираат од општина Аеродром. Покрај оваа одлука за продолжување на рокот за пријавување, олеснети се и критериумите, така што е доволна лична карта на само еден родител. Одлуката за доделување по 3500 денари за првооделенците првпат е донесена оваа година во општина Аеродром. За оваа намена, општината има издвоено околу 2.800.000 денари од сопствениот буџет за околу 800 првачиња. Целта на овој проект е да се олеснат трошоците на родителите за новиот ученик во семејството. На овој начин ги враќаме парите назад кај граѓаните, овозможуваме пријатен почеток на првата учебна година и подобри услови во образовниот процес за секое дете, изјави градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин. Образецот за барање за доделување еднократна парична помош на семејствата со прваче во учебната 2018-2019 година на подрачјето на општина Аеродром може да се подигне во општината или да се симне од општинската интернет страна. Барањата може да се поднесат во општина Аеродром секој работен ден од 9 до 15 часот во канцеларија број 19, а исплатата на паричните средства е предвидена за почетокот на учебната година. Во тек е акција за бесплатно приклучување кон системот за централно грејење со кој управува Балкан Енерджи Груп. Како што информираат оттаму, досега се пристигнати 110 барања. Споредено со истиот период минатата година, интересот за приклучување кон системот за топлинска енергија е зголемен за над 50%. За 10 дена колку што трае акцијата за бесплатно приклучување кон системот за централно грејење со кој управуваат лиценцираните компании основани од БЕК АД, пристигнале 110 барања за приклучок во новата грејна сезона 2018-2019 година, соопштија од БЕК. Акцијата за бесплатен приклучок ќе трае до 15 септември 2018 година. Потоа до 30 септември корисниците ќе плаќаат 50% од предвидените трошоци за оваа услуга. Од 1 октомври приклучувањето ќе се наплаќа во целост, согласно важечкиот ценовник. Споредено со истиот период минатата година, интересот за приклучување кон системот за топлинска енергија е зголемен за над 50%. Повеќе годишното подобрување на квалитетот на услугата и намалувањето на цената која во периодот од 2013 до 2018 година вкупно се намали од 33% до 66%, во зависност од категоријата на потрошувачи. Очекувано го зголеми интересот кај потрошувачите, велат од БЕК. Од топланата информираат дека подготовките за новата грејна сезона се одвиваат согласно планот, што е гаранција за непречен старт и одвивање на истата. На 14 и 15 септември на улица Македонија ќе се одржува интернационалниот уличен уметнички фестивал Статуа Фест. Живи статуи ќе пристигнат од Шпанија, Бугарија, Србија, Украина, за да го овозможат разубавувањето на Скопје, но и да се покаже специфичноста на оваа професија пред македонската публика.
Интернационалниот уличен уметнички фестивал Статуа Фест ќе се одржува на 14 и 15 септември на улицата Македонија од 18 часот до полноќ. Живи статуи ќе пристигнат од Шпанија, Бугарија, Србија, Украина, за да го овозможат разубавувањето на Скопје, но и да се покаже специфичноста на оваа професија пред македонската публика. Освен живите статуи ќе има диџеј сетови и музички бендови. Годинава на фестивалот ќе учествуваат и артисти од Македонија и ќе се презентира продукцијата Театроск, која се занимава со ваков вид на уметност. Повеќе од 10 години работиме како улични живи статуи. Работиме под маски, под разни костими, кои карактеризираат нешто конкретно, направени автентично за да ја раскажат нашата приказна која покрај тоа што го забавува народот по улиците, цели и кон тоа да биде дежурното око на социјалното живење и да ја демонстрира потребата за подобар живот за сите, соопшти Театроск. Главен покровител на фестивалот е град Скопје. Вечерва свечено ќе биде затворена 13-та меѓународна ликовна колонија Скопје со презентација на создадените ликовни дела. Колонијата е во организација на Музеј на град Скопје, градот Скопје и Хотел Арка, а годинава учествуваат 10 ликовни уметници, по 5 од Македонија и од странство. Со презентација на создадените ликовни дела во Хотел Арка во Старата Скопска чаршија, свечено ќе биде затворена 13-та меѓународна ликовна колонија Скопје. На колонијата што ја организираат Музеј на град Скопје и Хотел Арка, годинава учествуваат 10 ликовни уметници, по 5 од Македонија и од странство. Секој од нив е оригинален и посебен според сликарската техника и стилската определба. На колонијата учествуваа уметници од Северен Кипар, Шведска, Франција, Хрватска, Србија и од Македонија. Создадените дела ќе бидат изложени и на манифестацијата на град Скопје за одбележување на денот на ослободување на Скопје 13 ноември. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека утре без електрична енергија ќе останат неколку скопски општини. Станува збор за општините Кисела Вода, Петровец, Газибава и Центар. Без електрична енергија, утре ќе остана делови од Пинтија, Чојлија и Јурумлери. Регионалниот центар за управување со кризи, повикувајќи се на известување од Ева на Македонија, информира дека од 8 часот и 30 минути до 10 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од улицата 1513 во населбата Пинтија, а од 8:30 до 15 часот објектите на Тинекс и Мак Петрол во населбата Чојлија. Од 9 до 12 часот без електрична енергија ќе бидат корисниците од улица 10 во Јурумлери, а од 8 до 12 часот корисниците од цела улица Мајаковски во општина Центар. Денеска имавме сончево време со мала облачност, а во крајните западни делови зголемена облачност со УВ индекс 7. И во Скопје слично време, сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен северен ветер. Температурата достигна до 31 степен. До петок ќе биде стабилно и суво со пораст на дневните температури. В петок исто така ќе биде топло, но се очекуваат врнежи од дожд, проследени со грмежи, особено во западните делови. Услови за повремен дожд ќе има и в сабота на повеќе места, но со помал интензитет. Утре температурата ќе се искачи до 33 степен, а в петок ќе се движи од 17 до 32 степени. В сабота од 16 до 32 и недела нешто пониска температура од 13 до 28 степени. И за крај имаме уште една информација. Со реконструкција на живеалиштето на жирафите денеска започна проектот за реновирање и реконструкција во зоолошката градина Скопје. Работите почнаа од живеалиштето на жирафите, а ги изведува градежната фирма АД Карпош, која е и донатор на реновирањето. Од зоолошката градина информираат дека ќе се реконструира живеалиште по живеалиште секаде каде што има потреба. Реновирањето на живеалиштата на жирафите
Скопје е една од главните точки на проектот Европска зоолошка. И со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас, останете и понатаму со програмата на Прва Скопска, а повеќе информации можете да следите на нашата веб страница и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.